Не знам тоа за вас, но јас имам целосно право да критикувам. Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски. Вчера Северна Македонија доби нова влада. Добро утро, Ивица. Ај. Што се? Ај почни утрото прво како што треба, после ќе збориме. За држава која се вика Северна Македонија, утро имаме многу сончево време. Малку залади откако добивме влада, што има некој ладен бран. Не, јас... Дојде ВМРО на власт, се расипа времето, видели. Времето го расипа. Еве првата критика е кон ВМРО дојде. Кон новата влада дојде дека го раз. Иако ова е повеќе метафизичка критика, затоа што може и друга причина да е што е времето расипано, јас сумјам на клима. Кога дојде, кога го расипа време вој? Добро утро за нашиот гостин. Денеска не е пратеничка. Не, добро утро на сите. Велика Стојкова Серафимовска. Знам, немој да го утнам распоредот ми е. Истото го имам и со Гордана Давкова Силјановска ли е Силјановска Давкова ли е. Добро утро, Велика. Вие денес не сте пратеничка, но веќе од утре најверојатно ќе бидете пратена. Најверојатно од утре, да. Денес послободно се чувствувате како непратеничка или како пратеничка која зборувате? Па така мислам дека бев на еден мал одмор кој што утре ми завршува. Па добро, не беше многу, ни 2 недели не траеше. Долг, да. Но доволно беше. Вчера се избра владата и премиерот Христијан Мицкоски се заколна на Република Северна Македонија. Како вие, нели од ВМРО ДПМН, од коалицијата на ВМРО ДПМН, кои сте големи патриоти, кои, нели, се борите за зачувување на името и идентитетот, како го примивте ова? Не е пријатно, не е убаво. И како што каже самиот сега веќе премиер во вчерашното, во синоќишното обраќање, тоа е нешто кое што е наследено како зло, што не се случи на целата држава. Тоа е наследството на СДСМ и ДУИ, на нивното владење, кое што ќе не подсетува и не подсетува секој ден како ја продадоа државата, како ја растурија државата, сите македонски вредности отидоа за нив не вредеа, не важеа и практично тоа синека што се случи и кое што мораше да се случи ако сакаме да ги почитуваме законите и уставот. Значи не можеме ние сега да бараме другите да ги почитуваат законите и уставот, а ние да не го почитуваме, тоа не беше убаво. Навистина на никој не му беше убаво, веројатно. И ќе има сега многу реакции дека ете се случило, си го изговориле тоа на С, но може би тоа треба да се смета и како еден подсетник на никогаш повеќе да не се повтори влада на СДСМ и ДУИ. Може би тоа е, јас како оптимиста вака секогаш наоѓам некои такви образложенија кои што и во лошото ќе најдат нешто добро. Нема ништо добро во северното, но еве да не подсетува додека не се реши и тој проблем, да не подсетува што се оставија како оставштина функционерите на СДСМ и ДУИ во ова 7,5 годишно дивење и распродажба на државата. Ивица, Македонија секогаш била на границата од Ориентот, условно кажано, помеѓу она што е Ориент и континентална Европа. Ова северна некако повеќе не приближува кон Европа. Така ми делува, затоа што другата алтернатива е дека ние сме некаков продолжен дел на Средоземјето, на Блискиот Исток, на ориенталната култура и ориенталната цивилизација. Шо и фали ориенталната култура и ориенталната цивилизација? Не викам дека ништо и фали, ама ова некако повеќе не приближува кон... Кој? Не, ова е срамотно. Од цел Балкан најблиску не носи до Скандинавија, да речеме, затоа што само ние сме северни. Па види, јас кога растев во најужната република на поранешна Југославија. Во поранешна Југославија бевме јужњаци. Така што без разлика на тоа што пишува и што се изговара, никогаш северна си останува, затоа што начинот на кој што тоа беше
Направено е вон секоја... Да го знаеш, ставиме сарказмот на страна. Формално правно, председателката Гордана Силјановска-Давкова имаше право да се заклоне на Македонија. Бидејќи тој Така? Па формално правно... Да, формално правно да, затоа што и текстот кој што го Христијан- чита таму не е сменен. Христијан Мицкоски формално правно немаше право да се заклоне само на Македонија. Мораше да спомне Северно. Затоа што текстот овде е сменет. И тоа е многу чудно како едниот закон е сменет, Па другиот. тоа ти кажува кој бил на Не. власт. Пасош не може они да пресметаат колку ќе се издадат и како треба да биде темпото, па сега закони дали ги сменили, не ги сменили. Мислам, тоа е процедура и толку. Суштината ја кажа самиот премиер. Барем ја така гледам. Сега избираме да му веруваме, ја избирам да му верувам. Ами тоа е фактографија, тоа не може да се промени. Но останува таа горчина која што тој збор Северна секогаш ќе го предизвикува кај секој македонец и затоа реков можеби тоа треба да не подсетува никогаш да не дозволиме да дојдеме повторно до таква ситуација до која што не донесува за да самоидуи. Добро. Во однос на новата влада, велика, има еден интересен комплот. Еве, ти си жена пратеник. Јас првата забелешка ќе ја дадам таму, затоа што бев ревносен критичар на СДСМ и нивната родова нерамноправност во многу сектори и морам да го продолжам тоа и сега. Затоа што мене мојот збор секој утро го слушаат одредени слушатели, не може да имам двојни аршини. Нека ми простат сите на кои тоа не им се допаѓа, но имаме само 3 жени министри во оваа влада. Тоа се министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска, која добро, сепак е на една од функциите која е најмокни во државата. Втората е Весна Јаневска, која е министер за образование и и наука, добро. Се извинувам, го заборев тој дел. И третата министерка е Сања Божиновска, која го води ресорот енергетика, кој е нов ресор во македонската поделба на владени ресори. Само 3 жени од 23 членови на влада. Ова е прилично мал процент и ова говори за една влада која баш и не е многу родово, како да кажем, равноправна. Сензитивна. Свесна. Мој коментар на ова. Па вие сте пратеник, не ја гласавте оваа влада, но веројатно ќе имате, нели ќе треба да гласате доверба на оваа влада некогаш во овој ваш мандат, така што мене ми е важен вашиот коментар како пратеник иден и како жена. Значи, да, забележлива е таа нееднаквост родова во оваа влада, бидејќи навистина е многу мал процентот и многу мал бројот на само 3 жени министерки. Секако дека мене како жена повеќе би посрекна би била кога би било 50-50, кога би бил поголем тој процент на застапеност на жени во влада и во владени структури. Тоа мислам дека не важи за собранието, бидејќи таму има баланс, задоволителен, пристоен баланс помеѓу родовите, значи помеѓу застапеноста на родовите. Да, на собраниските, на пратеничките листи ВМРО таму е скоро пола-пола. Пола-пола, да, така да таму се внимавало. Сега знаете како избор на влада е сепак и премиерот си го бира својот личен тим. Јас сигурна сум дека кога се бирале луѓето, не се бирале по род и пол, туку се бирале по квалитети и по способности. Така да во овој случај би оставила на времето да видам како ќе се покажат, кои ќе се покажат, како ќе работат. Не значи тоа дека ако е жена дека ќе биде подобра, тоа воопшто не. Значи според на јас не сум од тие феминисти кои што ќе се биде подобар. Па да, ама јас знаете како не сум од тие феминисти кои што ќе се борат за феминизмот и за застапеноста на жената по секоја цена. Јас сепак одбирам квалитет. Не велам дека нема квалитетни жени, но не ги делам луѓето на
по род и пол, тука ги делам по квалитет. Како по беше на пратеничката карактер. некогаш на СДСМ која што не ги делеше, која рече дека СДСМ нема Не да ги... пратеничка, председател на СДСМ. А беше и на пратеничка? жените на СДСМ во Битола. Ако не, А, не да, беше. тоа Беше таму, пратеничка, беше. Не, Може би грешам. Не. И рече дека нели СДСМ нема да ги дели жените по род и Жените, пол. да. Тоа е... Јас Значи, значи, луѓето. Видете, во однос на жените, сега јас морам и до 20 това. Истото го очекувавме и од председателката Гордана Давкова Силјановска, која рече дека ќе има женски кабинет, силен женски кабинет, а до сега ние имаме видено само 20 мажи во нејзиниот кабинет. Добро, мислам, Да, не е кабинетот комплетиран си уште не е кабинетот, комплетиран, да, така дека... Чекаме да се најдат жени. Но и како жена ќе кажам дека тоа не гарантира квалитет. И ја како Не маж можам да секогаш. кажам па и дека само мажи не гарантира И точно, квалитет. точно и тоа. тука сега ќе ги Воопшто, Меѓутоа да. се па со сила, знаеш, нека се бара некој веројатно Да, кој што да. ти одговара на се бара биографија. Сега точно е, која е вака небалансирано, нешто не е во ред. може да најдат биографии за жени во локална самоуправа. Може да најдат биографија, не знам, за жени во ова како се Да, вика. чекај, двете се министерки од ВМРО, така? Да, Трите министерки. Да, албанскиот политички блок не даде ниту една жена. и знам, министер. добро, знам даде па подпредседателка на Тоа не е собрание. битно, значи зборуваме имаме за извршната влада. Добро, Да. абе И добро знам се. даде двајца министри мажи, од кој еден е Филков од Карпос 4, а другиот е Менчев од Бутел. О, зошто мораш да се геолоцираат вака? За да видиме како се Аха. и многу малку министри доби внатрешноста, морам да кажам. Многу малку. Има Освен- Велишан и Машала добиен. Кој има Панче Тошковски, кој е бивш велешанец, преселен во Скопје, Бивш велешанец. и Љутков кој е актуелен велешанец, се уште не преселен во Скопје, сега ќе се Преселена, пресели. преселена. И Не, Лјупчо бе. Димовски исто Велишан е со Вилешко потек. Абе сега со потекол, ако гледаме, сите сме од негде. Ако станеш ти министр, нема Малешевијата да добие министр, сега да се разбереме, ќе добие Скопје. Но сепак не, Љутков е, он живее во Да. Велес затоа што таму нели е председател на Советот, ако не се лажам. Да. Тој е веројатно единствениот од провинција во делов на ВМРО ДПМНЕ и Александар Николовски кој не знам дали живее во Охрид. Мислам дека не живее во Охрид. Но е пореклом од Охрид. Има долга кариера и подолго време во Скопје нормално. Некако слабо застапеност на луѓе од другите при земјоделие можеше да се најде некој од земјоделски крај. Мада и Петровец е земјоделски крај. Добро, гостивар, нели Таравари. Тоа е за зборуваме за албанскиот политички. Па исто е, една е влада, не се две влади. Па добро сега, поделена е. Како? Етнички Не е Оглед на така. тоа Една е дека- владата. Поголемиот дел од Македонија живее во Скопје, всушност. Мислам дека има некоја рамноправна застапеност. Да, јас како дојден во Скопје немам и некоја. Инаку 13-ти премиер на Македонија од независноста. Да ги наброиме сите претходни. Никола Клјусев, Бранко Црвенковски, Љупчо Георгиевски, повторно Бранко Црвенковски, Хари Костов, Владо Бучковски, Никола Груевски, Емил Димитриев, Зоран Заев, Оливер Спасовски, Зоран Заев, Димитар Ковачевски, Тала Джафери, Христијан Мицковски. Годините Кој сакаш се не седнал таму. предходно Глигорија Гоговски, Драголјуб Ставрев, да идеме назад. И на крај до кој ќе стигнеме. Лазар Количевски. Он е прв премиер. Да. Вечна му слава на Лазар. Значи, меѓутоа види, голема нестабилност. Ние значи за 34 години 20 влади сме сменили. Тоа е... Добро, ше, за разлика од Аргентина, ниту еднаш не сме банкротирале. Види, во Југославија нас не вика Биле банкрот близко. република, затоа што без дотација од федералниот буџет Македонија секогаш била на граница на банкрот, така што Еве, на крајот на криштата види сега, интересно е со кого се споредуваме, ако со Аргентина, не со некоја компатибилна земја по големина, по Почите економија. по со Естонија да се споредиме, за нигде сме. Со Словенија да се споредиме, за нигде со сме. Црнагора можеме да се Па со споредиме Црнагора горе-долу. веќе не поминува. Со Албанија. Не помина и Црнагора. Со Албанија, Албанија со овој инвестициски бум кој го живее ова ќе не помине Косово. драстично за некоја година. Косово не е во Обединети нации, не може да се споредуваме. Значи со Луксембург никако. со Луксембург никако.
ние сме во моментов на некаков Со стадиум, Уругвај исто. на не некаков ни иде. стадиум на развој на триаголникот Молдавија, Не, подобри сме од Молдавија. Грузија Подобри сме од и тоа. Ерменија. Многу тоа сме, ни е друштво. многу сме подобри од нив, немај така, Липчо. Многу сме подобри од нив. Бидеме подобри доколку имаме добра влада, која Не ќе си ги бил. надмине, да Значи, не си речеме, бил таму, Албанија да. и Црна Гора. Не си бил таму. Сум бил бе, како не сум бил. Подобри сме Грузија од сум бил. Молдавија каде и од Грузија и од која е реч другата? Од Ерменија. Ерменија. Од Ерменија па светлосни години па. Значи, Добро се, ќе видиме. единствено подобар конјак од нас прават. Мораме да ги пофалиме за Некој тоа. достигнување да бидеш подобар од нив. Ние бевме држава пример во регионот, држава со која се споредуваа и како позитивен пример ја посочуваа Хрватска и Србија за нас, велеа, видете ја Македонија колку е напред, а ние денес сме позади Црна Гора и Албанија. Тоа е реалноста. Да. И на она дури и тоа е реалноста која треба само да ја пред смени. некоја година Вучич зборуваше колку бил фрустриран од тоа како Македонија привлекувала странски директни инвестиции, сеќаваш? Да. Не ми се изборуваше. А сега дојдовме до ситуација кога делува Србија како светл пример кој што прашање дали може да се достигне. Ја мислам дека може, ама не сум толку негативен кога е Македонија во прашање. Напротив, многу сум позитивен, затоа што проблемот беше само што имавме една наметната влада, една октроирана влада, која што дојде на еден начин кој што беше вон секоја, како викаш ти, цивилизирана Да, форма на доаѓање на на власт. власт, да. И сега неславно таа власт замина, доаѓа друга власт, меѓутоа како беше што еден неранимај кој може да расипе 1000 луѓе, после паметни не може да поправат. Велика има ли, знам дека се уште не се зачекорена таму, меѓутоа ова ќе биде драстично различен парламент од оној претходниот каде што беше пратеник. Во смисол, прво огромна пратеничка група на ВМРО ДПМН, Да, 58 пратеници. повеќе од преполовена Кога треба да се пробеди, десеткувана да се Десеткувана. провери На статистички, мислам дека Весна Бендевска во моментов е најдолго седечи пратеник во собранието на Македонија со овој мандат ќе стане. Ма не бе, на долго време не беше бе пратеник. Е колку не беше од 2000 и Дане е Александар Николовски. па не знам. Не Антонио. Освари не Антонио, не знам. Не. Треба да се провери. Треба да се провери, затоа што види Да. имаме една, а истовремено заборавивме да го испратиме, значи легендата на македонскиот парламентаризам ни замина, Кој бе? Стојан Андов. Ве молам да не го испраќаме Стојан Андов во моје присуство, тоа не. Заради конфликт на молам. интереси, добро. Нема, не сакам тука да се испраќам Окей. Стојан Андов. Не го Меѓутоа види, заслужил тоа. сега он беше долго време. Тоа ти го мислиш, ја не го Добро. мислам и нема овде да се испраќа Стојан Андов. Добро. Добро. Ја мислам дека историски лик по сите димензии, ама добро. А кога кој зборуваме за дошли? долгогодишни пратеници, он беше Дзинго и Тито Петковски на времето со најголем стаж. Мисовски го заборавивме, он е пак е пратеник? Да, Мисовски пак е пратеник. Мисовски од 2006. Прилично долго. 18 години е пратеник. Бога ми, Има доста легенди овде. Мада еве Иванка Василевска и овој е втори или трет мандат веќе. Втор, на сите ние, мислам на поголемиот Да. дел од пратеничката група, кој што 33 четворица, мислам дека сме од да, претходниот состав. Новиот Ама делов, не можам да кажам кој колку е пратеник, бидејќи мене ми беше прв. новиот деловник ќе го ќе ја подобри работата на собранието. Па да би стане требало во поефикасно. голема мера да ја подобри, би требало да стави некој ред, би требало сега, например, еве, законите се поднесуваат до секој пети во месецот, бидејќи тогаш се прави распоредот за тој месец, се прави календарот. Значи, ако се поднесе законот после пети, во Или месецот следниот тогаш ќе преиде за следниот месец, да. Освен ако или нема се, многу ретка е таа процедура. За скратена Да. или па ќе видиме, зависи од владата колку ќе биде ретка или мислам таа е отворена, дозволена со одредени критериуми, ако се А тоа се решува на координација, кај се решува? најверојатно, мислам јас сепак не сум толку запознаена со парламентарната работа во доменот на раководењето на парламентот, сепак таму си има координатори, има заменици координатори кои што ги договараат тие процеси и знаат Добро, според како некој оди што моје оди. Според толкување, деловникот, доброто да, со новото деловник, доброто со новиот деловник е тоа што Апасиев нема да може да гњави. Вака не, генерално. знаете како доброто е тоа што ќе има ред.
тоа е доброто со новиот деловник, што ќе се направи ред и нема веќе ние да не знаеме што не чека следните сати или следните минути, бидејќи така се закажувале седници за 5 минути. До сега така сега, било. да. Сега не може да оди така, ќе си има едноставно ред. Новиот деловник навистина е донесен со цел да го среди собранието, да ја среди работата на собранието. Так. Да нема такви ситуации во кои што се фрлат амандмани или се прекинува седница или се мава со филџани на седница и така. Или се кршат ситуации, монитори. Или се кршат монитори, да. Сега ќе има ред. Да се надеваме. Добро, председател на собрание заедно беше пратеница минатиот состав, така? Да, меѓутоа од тој состав бевме с противната страна. Аха. Извесен период. Па после бевте од истата страна, па после повторно од спротивната страна и на крај пак бевте од Гледате, истата страна. пратеничкиот- Од прилика така изгледаше таа позиција на сегашниот влен во однос на претходната власт. Јас можам да зборам за пратеничкиот состав на ВМРО. ДПМН некој што знаме единствениот, еве кога зборавте сега вака за статистика некоја во однос на премиери, во однос на мандати пратенички и слично. Мислам дека овој беше единствен состав кој што влезе 44-ца во една парламентарна група и излезе во истиот состав од исто таа парламентарна група, дека не се случи никаков Раскол, расцепи така една тема. преминување од едно во друго, значи тоа мислам дека да, оваа пратеничка група беше прва која што го достигнете тоа да остане хомогена, Велика- да остане стабилно до крај, за разлика од другите кои што беа, значи ние не можевме да следиме веќе еден период дали е власт или опозиција. Некој пратеник. Пред да одиме со рекламите, уште ова прашање. Подготвени ли сте сега да гласате за уставни измени согласно кои бугарите ќе влезат во уставот на Република Северна Македонија? Не, како еден не, од не под народите? вакви услови, мислам дека тоа и сега веќе премиерот Христијан Мицковски не знам колку пати го кажа, го повтори и сите ние го повторивме дека не под вакви услови. А под какви услови? Не, тоа ме интересира. оние кои што ги кажа ВМРО уште пред 2 години. Па не се сеќам ја. Одложено дејство, значи да се смени уставот, но по официјалното влегување, односно станување член на Европската унија и прифаќање и имплементирање на барем 3 од пресудите кои што се добиени во однос на прашањето на македонското малцинство во Бугарија. Значи, ова се 2 од 2 услови, чинам дека имаш уште еден, или беше таа другата варијанта на прифаќање на уставни измени, но секако не. На овој начин секако не под овој бугарски диктат. Јас како научник, како човек кој што се занимава именно со хуманистички науки, со етномузикологија, со културна антропологија, никогаш не би можела да гласам сега како што е вакво барање. И што има против културната антропологија, бугари у устав да влезат? Како што има Знаете, роми, како што има што има срби, против? хрвати, зашто да не уствари хрвати нема. Вака, еве се Што има, што е контра тоа антропологијата, науката, етнологијата и така натаму. Влегле што тука биле. не е баш така, освено кога науката и логиката треба да те водат во животот. Јас ќе кажам пример и ова сум го кажала веќе втор пат во јавност. Бугарската академија на науките има една дигитална архива на нивниот така наречен, значи така ми се вика архивата, дигитална архива на бугарскиот музикален фолклор, музички фолклор. Многу бава работа завршиле бугарите, морам да кажам, дигитализирано, средено со сите параметри, една од подобрите архиви кои што сум ги видела, достапни се онлайн. И многу интересно таму кога ќе ги видите материјалите, огромен корпус на песни собран, издигитализиран, среден, па и од крајот на 19-тиот век дури има некои записи 20-тиот век и сега нормално дека има вака 300-400 песни кои што се од Македонија, значи кои што се од Струга, кои што се снимани за време на Втората светска војна, кога бугарите нели тука биле окупатори, сето тоа, да, и многу интересно таму има во самата архива вака имате параметри како да пребарувате. И има еден параметар кој што се вика регион, значи тука ги пишува сите региони во Бугарија, но се спомнува Турција,
Албанија, Србија, се спомнува Македонија, Грција, значи како регион се спомнува, но кога ќе дојдете до етничко потекло на песната, исто таму имате параметар вака да пребарувате, какви песни сакате да слушнете, да видите дали ги има и тука нема да најдете, значи ќе најдете бугарски, ќе најдете турски, ќе најдете аромански, ќе најдете гавгаузи, еврејски, ќе најдете српски, ќе најдете албански, ќе најдете секакви, но македонски нема да најдете. И ќе најдете, например, дека песната на Струга Дуќан да имам, или песната Распукала Шарпланина, дека е българска песна вен територијата на Бугарија. Тоа е ставот на бугарската наука, дека сега... ние... Ама нема што да го браниш. Ама, значи, видете се, јас сум научник и етномузиколог, јас ова не можам да го дозволам. Значи, ова е класична културна апроприација и ова е класично постколонијалистичко однесување од страна на нашиот источен сосед. Ништо друго не е проблем. Ова вака некој да доаѓа и во 21 век да ви ја краде културата, буквално да ви ја присвојува, да ви ја злоупотребува во политички цели, пред очите на целата светска научна јавност која што се однесува, која што се занимава со културно наследство, директно поврзани со идентитетските прашања, е страшен преседан кој што го дозволува светот. Мене тоа повеќе ме загрижува. Јас не се занимавам со Бугарија и со бугарската наука. Им благодарам за дигитализацијата која што ја направиле, бидејќи Дани направиле огромна услуга со тоа што ги издигитализирале тие песни. Но јас се чудам како светската јавност и светската, како да кажам, баш да, јавност и научна фила од оваа област не реагира на ова класична културна апроприација по дефиниција. Тотално постколонијалистичко однесување. Значи ова во светот не се случува. Во светот ви имате држави кои што биле на времето, значи постколонијалисти, им помагаат на тие држави, им помагаат на тие земји кои што ги малтретирале и ги искористувале и ги окупирале. А нас бугарите ништо не ни помагаат, туку ни одмагаат и продолжуваат најдрско, најбезобразно да ја прават таа културна апроприација. Константин Миладинов, според вас, македонски поет е, така? Тој не живеел за време на окупацијата бугарска над Македонија, живеел за време на отоманската окупација. Што е роден во Македонија? Да. Живеел и тоа е фактот кој што ние го знаеме. Тој бугарска окупација на Македонија нема видено. Тој е роден во Македонија, ама тој е друг контекст скроз, значи тоа не е. Ако вие се представува дека е бугарски поет од... Ама така како не се представува тој, туку ние во 21 век им даваме некаков идентитет на личности, на настани кои што се случувале пред... Не, тој пишува писмо во едно списание во Русија, во едно списание во Русија, него го представува дека од Македонија, тој вели не, Македонија е грчки термин, јас сум вели од Западна Бугарија. И што значи тоа? Што ти аргументи? Кога е тоа? Нема, што ти аргументи? Не го разбирам ова во однос на... Добро, во однос на што? Во однос на тоа дека Бугарија смета, видите, овие луѓе самите себе се декларирале како бугари. Само дозволи. Дозволи. Овие што ја раѓаат Бугарија како нивни национални дејци на првата половина 19 век. Во еден период како се изјаснуваат, Липчо? Па има и како срби. Како срби. И се тоа аргумент. Левски да речеме како срби. Аргумент е тоа да кажеме дека се срби? Еве на бугарите. Тоа треба они србите да се расчистат. Не, кажеме дали е аргумент да кажеме дека се срби. Не е аргумент да кажеме дека се срби. На крајот на крижа како се дефинирале еве нашиве по 17 век? Тоа сакав јас да кажам, значи не можеме ни толку да се враќаме назад и сега да отвараме тука полемики. Затоа и ова целова оваа комисија која што работи со Бугарија е нонсенс, е едноставно нешто што мислам ќе ја прекинете сега комисијата? Па јас да сум ја прекинала или би оставила да работи меѓутоа без никаква одлучувачка моќ. Не можете вие, па Полска и Германија 50 години работат тие комисии заедно, после 50 години се договорија еден заеднички учебник да направат. Видам у значи не смееме таа комисија да прави. Таа комисија не сме да има таква одлучувачка моќ и таква, не знам, тоа е страшно нешто, колку моќи се даде на таа комисија. Колку важности се даде на таа комисија, не би дала толку важност. Нека си работат, нека се занимаваат уште 100 години ако сакаат, нека разговараат, нека преговараат, паушалите би ги тргнала, да, нема потреба, особено тама за некои луѓе кои што се членови на таа комисија, кои што многу разочара и кои што воопшто не ги одбранија македонските интереси. На крајот на криштата што било пред 200 години,
било, ние збориме за сега. И сега треба да си го браниме и македонскиот идентитет и култура и се она што е... Нема тука аргумент, веќе формиране. Па нема формиране, аргументи. стабилизиране, јасна е македонската нација, не е јасно зашто тоа Бугарија не го признава. Јасно е, Тоа јас е- секогаш викам, бугарите не сум видела тако толку многу некој да биде македонец. На крајот на кришата, штом ги црта, да. Добро бе, што се... Сакаат да бидат македонци, нека Убава бидат песна име на македонци. струга дуќе да имам, што? Нивно е викаат дека... Убава име. Убава песна е на струга дуќе да имам сите тие народни песни. И ја да сум, ќе сакам да се мој. Особено кога немам некоја алтернатива. Види, од мојата македонскиот фолклор територија. секогаш бил предмет на како да воодушевување од странците посебно. И сите сакаат нашите песни, го сакаат нашиот музички фолклор, ги сакаат нашите ора, традиции. Многу ни ја сакаат земјата. се? Убава ни е, полна ни е со култура, полна ни е со наследство, точно. Нека ја сакаат и јас така викам, слободно, убаво е човек да биде сакан, држава да биде сакана. Само нека не малтретираат, и Јас нека не ни крадат. Јас сум... Инаку, Тоа да, е Извинете најважно. вака за извинете вака за провокациите, јас сум цврсто деклариран македонец. Досега во животот, освен на суд, каде што саркастично на секое судење имам различна етничка припадност. За африканци, некој сум југословен, некој сум бугарин, не сум се декларирал до сега, некој сум влав, некој сум еским и така натаму, никогаш во животот не сум, немам бугарски пасош, никогаш во животот не сум се декларирал како бугарин, освен еднаш, а тоа е во Лондон, има еден прекрасен ресторан со приступачни цени, се вика Happy, кој го држат бугари. И е бугарски ланец, се наоѓа на Пикадили циркус, мислам беше. Има на повеќе локации. И сега, ако кажеш дека си бугарин, таму имаат предимство за маса добивање, па иначе има огромна редица. И јас и мојот другар Кристијан станавме македонски българи за да не дадат маса преку ред. А после се Генерално вративте. да. Иначе никогаш не сум се декларирал и не планирам да се декларирам за бугарин, но сега вака историјата е интересна наука и провокациите се секогаш интересни кога водите емисија. Вие, почитувани слушатели, останете со 98,1. Имаме кратка пауза за реклами по која се враќаме во вториот дел да видиме какви промени ќе донесе новата влада во старата Македонија. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Велика, убаво ја спомнавте таа фамозна и за вас, па и за мене и за сите контроверзна архива на Бугарија. Зошто ние немаме таква архива? Знаете, ние сме полни со на која телевизија и да пуштам, ја гледам патриоти. Кај да сте сите големи македонци, сите големи љубители на македонската култура, големи познавачи на македонската историја, од Аминта трети па наваму, и со Пердика примеси, и со средновековие, и со паљурци, и со чуда, и со се и се што. Сите се големи познавачи, сите се големи интелектуалци, а ништо немаме систематизирано. Еден обиче покојни Блаже Ристевски да направи енциклопедија, на крај и него му ја забрани. Какви... што сега? Зборуваме ние постојано, ама немаме ништо на дело. Еве, ако некој странец истражува на универзитет негде во кој знае каде по запад, нема архива наша која може да ја отвори. Точно. Дигитална. Точно, значи тоа е еден од поголемите проблеми кои што ние ги имаме во овие битки идентитетски, да ги кажам, и ова што не се случува изминативе 30 години веќе. Но ако гледате научно, да, фали една систематизација на сите податоци, но оваа состојба не е од сега ваква, значи од секогаш била и претходно била. Па дури еве јас кога студирав и за време, значи јас студирав за време на Југославија на крајот, но и тогаш кога разговаравме поточно за етнографски, етнолошки, етномузиколошки материјали, така имавме една фантастична професорка која што доаѓаше од Белград, бидејќи ние немавме тогаш кадар за истражување на народните танци. Па знам дека еднаш таа ни кажа дека дури за време на Југославија
никако Македонија и Босна и Херцеговина биле најмалку истражувања од областа на етнологијата, историјата, Не зборуваме за археологијата, слично. истражување. Зборуваме за Па мора да почнеме, систематизација. мора да почнеме од истражување, мора да почнеме од материјалот кој ќе се добие од истражување, од сериозно темелно истражување, научно истражување. И кога ќе ги собереме ние тие материјали, кога ќе ги систематизираме по една, еве да кажеме, западна методологија, научна методологија на истражување, но и научна методологија на презентирање на тие податоци, на тие документи и материјали кои што се најдени, нивно толкување, тогаш веќе ќе збориме за една поинаква перспектива и тогаш ќе имаме факти и документи кои што ќе речат на светот и на особено на нашите соседи, ќе можеме да изградиме нашата македонска приказна на цврсти темели. До сега тоа е вака, има фази, периоди кога ќе се почне, па ќе се работи, па ќе се застане. Па пак ќе се почне, па пак ќе се застане. Па пак ќе се почне, пак ќе се застане. И цело време го правиме тоа наназад 70 години веќе, значи не е тоа сега од осамостојувањето на Македонија. Па дури и во овој период од 30 години неколку обиди имало за такво систематизирање на архивите, на сите тие податоци, но најпрво имаме проблем да си ги земеме материјалите, најмногу од соседните земји, а потоа имаме проблем и тука кај нас, бидејќи не сите луѓе се убедени во тоа дека треба да се систематизираат и како треба да се систематизираат. Значи, јас знам многу примери од многу институции каде што се добивани, например, пари за софтверски решенија, да се дигитализираат архиви, или се добивани пари за проекти истражувачки, меѓутоа резултатите не се виделе од тие пари, од тие проекти, например, за дигитализација на архива. Не можеш, ние имаме печат од периодиката не можеш да го најдеш никаде. Не, едноставно Македонија не е многу дигитализирана. материјали кај нас не се дигитализирани, мислам дека затоа и ќе се утвара сега новата влада. Има едно посебно министерство за дигитализација кој што ќе се занимават меѓу другите процеси на дигитализација, значи државна и во делот и во доменот на тие културни и историски процеси кои што ќе ни ја дадат таа политичка стабилност врз основа на која што ние веќе нема да имаме проблеми како што имавме досега со некакви идентитетски прашања и закани и уцени од страна преси на нашите соседи, кои што секако не се самите имаат некој грб позади нив за да се однесуваат така. Но кога ние ќе имаме една ваква архива како што имаат бугарите и кога ние око нема да ни трепне кога ќе си ги класифицираме и систематизираме нашите материјали онака како што ние мислиме дека треба и кога нашиот наратив ќе биде пред се тој што ќе биде презентиран преку тие архиви и преку тие материјали, тогаш ќе биде поинаку. За да го направиме тоа, ни треба една сериозна реформа во општеството, ни треба една сериозна промена на начинот на размислување на луѓето кои што работат во администрација, ќе треба сите да сватиме дека треба да работиме и да си ја заработиме платата. И кога зборам за ова, зборам особено во областа на високото образование, на науката, бидејќи сега со последните измени на законите се покачија доста платите во тој сектор, јас доаѓам од тој сектор и сега навистина ќе биде срамота научниците да не се вршат својата работа. Колку зема плата се универзитетски професор? Па, универзитетски професор, да речеме сега со звање редовен професор или вонреден редовен, зима околу 80, помеѓу 85 и 95 илјади динари. Од прилика колку шоферот и чистачката во агенција за електронски комуникации? Па, мислам дека не е баш така. Толку е, може за десетина илјади повеќе. Сепак не, да. Но Тоа не сега е слаба плата во Македонија. можеме да кажеме дека и овој сектор во државата има пристојни примања и треба да ги оправда сега тие пристојни примања, бидејќи јас сум многу критична и јас самата доаѓам од таква институција, но ние имаме состојби во кои што многу голем број на вакви научници или универзитетски професори едноставно не работат и не се работат својата работа. Сега има и одредени мерки кои што ВМРО ДПМН ги предложи во однос на реформите во образованието, особено во високото образование, каде што ќе се дава една многу голема стимулација за работа на научниците, да видиме дали ќе оправда, да видиме дали некој ќе искористи таа мотивација, да видиме дали таа мерка ќе профункционира за посериозни истражувања, но ние без тој корпус, значи без инвестиции во наука, ние не можеме ништо понатаму да правиме. Оваа влада до сега што беше, ја уништи науката, бидејќи даде за последниот буџет беше страшно, тоа беше 0,006% од буџетот само се одвои за наука.
ние збориме за некој цел ние да стигнеме до 1% од буџетот за наука. А ова е 0,006. Значи, ние не можете ништо да направите. А без науката немаме ниту образование, ниту култура, ниту општествен развој. Јас се надевам дека конечно ќе се почне таа систематизација, дека ние ќе ја направиме таа архива. Тоа не е процес кој што може да се направи за 1 месец или за 6 месеци. И здравството не може за 1 месец или за 6 месеци процес, да се среди, и образованието, и сите важни сектори. Треба да се направи, мора да се направи за да имаме прегледност. Ние во моментов, ова влада до сега, например, 7 години не успеа да го подигне на интернет, да профункционира единствениот регистар национален регистар на културно наследство во Македонија. Значи, вие сега од толку заштитени добра од една држава која што е преполна со културно наследство, вие не можете да најдете никаде на интернет што е заштитено, од кои критериуми, во која категорија, и тоа се должи буквално на неработењето на досегашната влада на СДСМ. И дуи бидејќи тие 7 години не го подигна воопшто тој регистар, не постои таков регистар. Постоеше, сега веќе не. И Ивица, политички, културата во овој момент во Македонија во изминатиот период доживеа своевиден крах. Уште од првиот ден кога СДСМ дојде на власт, ние видовме ситуација во која се дава на такви надуи сумњиви проекти. Нашиве проекти беа исто така сумњиви и од Агенција за филм, и од, како се вика, Фондот за иновации не го заборави, и од Фондот за иновации, и од сегде. Во град Скопје културата ја води левица која како организација марксистичко-ленинистичка е против културата генерално, затоа што уште од времето на Мао Цетунг идејата на комунистите е дека културата треба да се уништи и да се замени со нешто ново, односно со некаква работничка култура. И ние го гледаме тоа уништување во град Скопје на институциите кои во меѓувреме па некако и шуруваат и заработуваат со дуи. Како може стратегија да се направи за културата? Е системски, европски, како што треба? Ги мене прашуваш? Да. Како експерт за култура? Па како човек што ги следал сите влади со култура до сега, која била најдобра, како да се среди тоа? Ја не сеќаме добра влада за култура во Македонија. Па не имаше Ја искрено сега да зборуваме сега, кога станува збор за оваја проблем, значи генерално владите на ВМРО биле добри кога станува збор за култура. Освен сега критика морам да патам. Не. Освен во еден кога сегмент. претарува. Не, во еден сегмент. Значи мислам дека делот каде што потфрлал ВМРО е секогаш делот на оваа жива култура што го нарекуваме. Тука нештата малце ми од секогаш ми биле недоречени, недоизведени, недопромовирани и така натаму. Во смисла жива култура, секојдневна жива култура. Да, па би рекол и музика и филм и така натаму значи она што е Збориме за популарна култура? Не, генерално. Генерално, значи во делот на цигли, градење и така натаму, да. Ги бива за тоа. Во делот каде што знаеш треба да се направат некои стандарди и критериуми, да се дигнат нешта, мислам дека може има поголем простор за тоа. Значи културата за жал во Македонија исто така страда од непотизам, од сите оние феномени, факт е тоа. И единствена одбрана од тоа е критериуми и постојано надградување на овие критериуми. Мислам дека не се посвети доволно внимание на овие аспекти. Исто така понекогаш нели проблемите се решаваат со бомбардирање со пари, да речеме. Ајде сега конкурс има, па ќе дополниме буџетот сите проекти да поминат. Ништо тоа не ветува дека ќе има на крај еден асомен културен производ. Од една страна, од друга страна лјупшо нема согласно Скопје има културен живот кој што град со пола милион луѓе не го заслужува. Далеку подобар културен живот има отколку што комерцијално би бил одржлив овдека. Што е добро. Искрено зборуваме, знаеш. 24 јули 24 година Ивица Боцевски, Скопје има добар културен живот. Фантастичен, споредено. Те нотирам. Не, слободно. Фантастичен споредено со тоа што може. Те нотирам. Значи споредено со она што град од пола милион луѓе може да го одржува во живот како култура.
Скопје има филхармонија, има неколку театри, има опера, има балет, значи има понуда. Комерцијално тоа е Уште да неодржливо. немаме. Комерцијално тоа е неодржливо. Значи во Америка да немаме. не само дозволи, во Америка најди град со половина милион жители кој што ги има сите овие институции. Пардон, најди град со милион жители што ги има овие институции во Америка. Нема да најдеш. Добре. Јас Така што нема знаеш. да одам нема да одам до Америка, ќе одам до Љубљана, да речеме, која е помал град од Скопје. И споредете го нивото на Исто, ги има истите институции. Добре, Има истите институции. Што што- Мислам продуцираат дека- тие во Љубљана, Е, што па продуцираат овие овде. Па нема нека. Ќе ти кажам и други примери на помали градови, ако седнам сега да објаснам. Ајде најди ги, еде, те молам. Ајде се. Океј, чим Најди Скопје ги. има добро ниво на култура, Ивица Боцевски нема потреба да се опонира на ова мислење, затоа Да. што се е до перцепции на крај. Нема, еве генерално велика. Може да искоментирам? Ајде. За Фала. кој си, за мене или за Ивица? О, Значи факт е дека Скопје не е само град, туку е главен град на државата и нормално дека тука ќе биде сконцентриран целиот културен живот. Факт е дека исто така во Скопје се наоѓаат сите државни институции од областа на културата. Сега ако споредиме со други држави, јас исто така ќе се согласам со Ивица, се извинувам вака, но ние имаме изградени инфраструктура во однос на институции од областа на културата, ние имаме. И тоа е На папир добра сме инфраструктура. Значи, ние имаме државни институции, државни ансамбли, нешто што има држави кои што го немаат. Словенија нема национален ансамбл за народни игри и песни, како што ние имаме танец. Словенија нема, ние можам да критикувам на начинот на кој што се отвори джез оркестарот, меѓутоа дека нема джез оркестар, дека е убаво да имате джез ревијален оркестар. Ма чекајте. Е убаво, начинот на Джез кој што тоа оркестар се треба отвори да има не е New добар. Orleans. Што има ние да имаме джез оркестар, Извинете, која ние не е имаме единствената? фантастична, не се согласувам, ние имаме одлична традиција на джез музика. Значи уште од 50-тите години кај нас се создава има сериозна джез сцена која што се развива. Не треба да ги запоставиме тие аспекти на културата. Видете, ние тоа е една од работите кои што може да се забележи во некои изминати владења. Но националната култура од една страна и популарната или така наречена јавна култура од другата страна мора да бидат во баланс. Ако ние имаме ансамбл за народни игри, песни, танец, ако ние имаме национална опера, национален балет, национална филхармонија, сите ова, не изборам како имиња на институција, јас би ги вратила имињата на сите тие да се биде повторно македонска опера, балет, македонска Не филхармонија. навлегуваме до Но тоа. ако имаме такви национални оркестри, државни оркестри кои што ја негуваат, значи таа страна на националната култура, тогаш треба да имаме и баланс од другата страна со некои популарни жанри. На крајот на криштата, па дури и джез музиката во Македонија и дури тој джез оркестар, ако ги изведуваш Пато и сите оние брендови во македонската джез, на македонската па и на југословенската, бивша југословенската джез сцена, па и таму ќе најдете нитка која што ја поврзува националната култура, бидејќи многу често и джезерите се инспирирале од македонската народна песна. И се е тоа поврзано во смисла на градење на еден национален културен контекст, во една стратегија во која што ние ќе го негуваме македонството и македонската култура, но при некои современи, нови, популарни форми кои што се репер во светот. Значи, ние гледаме дека цел свет сега се враќа во однос на тоа, на третманот на културата во однос на кон националната култура, кон корените. Тоа е еден антрополошки и социолошки процес кој што се случува во цел свет. Но пред се, во моментов, има една страшна работа што се случува во културата, тоа е дека во моментов ние немаме стратегија по која што се работи. Стратегијата досне година и пол. И ако немате, значи тоа уште еднаш докажува каков третман имаше владата на СДСМ и ДУИ кон културата, која не направија ниту една стратегија. И сега нема стратегија. Ке треба да се почне од нула, од почеток. Така да во однос на тоа дали треба, како треба да се води, што, само треба, според мене, треба да има таков еден баланс помеѓу таа национална култура и помеѓу таа јавна или популарна култура. Бидејќи народот сака да се изрази, дали тоа ќе бидат оние форми културни кои што повлекуваат
презентација на македонството, на македонската национална уметност, на културното наследство, или ќе биде некоја современа форма која што ќе критикува или ќе кажува што треба или што не треба, како што современи драми или танцови представи или слично, балансот мора да постои. Ја не се разбирам музика. Ивица, освен Влада, најбитен настан викендот беше Прајдот во Скопје. Добро. Значи, некако се поклопија и владата го засени малку, новата влада. Прајдот, но сепак се испочитува и таа традиција, манифестација веќе 5-та година поред, Скопје. Па не е пета, поише не? 5, ова е 5-ти Прајд, мислам. Во време на Симоне Филипини, која беше холандска амбасадорка, се финансира некој. Нема различни. Може се вика поинаку, да, добро. Ова е 5-та година добро. поред. Или 6 или 7, не знам, ај сега да не грешам душа, но ЛГБТ популацијата во Македонија си го прослави својот ден во Скопје со богата културно-уметничка програма и тоа се поклопи со изборот на влада. Дали мислиш дека намерно денот на владата да бирање беше избран тој за да се поклопи ова? Не. Не се знаеше до крај кога ќе биде точно изборот на влада. Не. Па мислам дека намерно кога виделе кој ден е Прајдот, рекле чекај ние да бираме тој ден влада. Чека, не беше така, него владата вака се. Во саботата беше Прајдот. Во саботата беше Прајдот, нели? Па баш кога беше главната дебата таму за владата. Ја бев у саботата собрани професионално и кога видов од едната страна нели се припрема тука бината, од другата страна ја видов владата и ми помина зборовите на Зоран Заев за еден суетен новинар и еден... Ама види, дали забележа дека една тотална нелогичност, барем според мене, дека и беспотребна политизација на настанот, спонзор на настанот е Фондација Заев. А формално не се извините за тоа. Малце ми е нелогично ми. Тоа е проблем на, нека ми прости ЛГБТ заедницата, но тоа е проблем кога вие од таков хомофоб прифаќате пари на вашиот настан. Требаше да се тоа е навистина нели проблем. Но во исто време и председателката Силјановска го поддржа настанот. Таа ги прими во својот кабинет од ЛГБТ плюс заедницата. Што е сосема во ред? Што е сосема во ред, нели? Јас не гледам никако проблем. 21 век сме вели, пчо. Да. Добро, јас само нотирам настани, ја не коментирам што треба, како треба се. По мене беше не гледам проблем. Ти гледаш проблем? Во шо? Во тоа што имаше Прајд. Не, ја гледам проблем што новиот премиер не отиде на првиот Прајд. Да го следи не примерот. беше тогаш си уште нов премиер. Па пред Прајд, пред да стане премиер. Беше си уште премиер. Талат требаше да отиде. Талат да се појави да оди на ЛГБТ настанот. Талат требаше да отиде. Ние гледаме сегде на запад. Највисоките функционери одат на тие прајдови. Па Беа Шекеринска беше нели пред неколку години тогаш со заедно сите Маричич, да, сите беа тие. Сега има конзервативна влада, овие нема да одат по прајдови. Гледате, зашто пат мора да оди влада по прајдови? Јас тоа не можам да го разберам. Зошто би морала да оди? Зошто за тоа да е се испочитуваат настан кој што го... Па добро, тогаш треба да оди исто на парадата која ќе ја прават и лицата со посебни потреби, која ќе ја прават парадата на лица со инвалидитети. Тогаш треба секаде владата да се приклучува. Тоа се сите некои одредени маргинализирани групи или немаргинализирани групи, обштествени групи со своји потреби. Според некои треба да се создадат услови тие луѓе да си го кажат својот став, ама не значи дека треба да бидат присутни политичари таму. Според некои научни статистики 5% од популацијата во една земја се дел од ЛГБТ плюс заедницата. Тоа се во Македонија негде околу 100.000 луѓе, тоа се 2-13 пратеници. Да бидеме искрени, после албанската етничка заедница, ЛГБТ заедницата е најголемо малцинство во Македонија. Трето поред. Овие статистики, нели? Нормално. Ама зошто ги сведуваме на статистика луѓето? Значи Стоилковиќ треба и со тоа занимава? Па нормално. Зошто да немаме ние нели позитивна дискриминација во однос на ЛГБТ луѓето? Зошто некој да влезе на факултет затоа што е
како да кажам, од некаква етничка припадност и бил дискриминиран и немал еднакви услови со останатите, затоа што тоа е суштината на позитивната дискриминација, а да не влезе затоа што бил ЛГБТ кои си исто така, или треба и они да влезат во балансер. Ако се докаже дека некој заради тоа не бил примен на работа, тоа треба да се осуди. До сега немаме таков случај. Да, ма јас мислам дека во Македонија имаме многу посериозни и поголеми проблеми отколку да ги решаваме овие проблеми, дали ЛГБТ заедницата има право или нема право. Види, балансерот е реалност и ја мислам дека треба таа ставка да се додаде таму. Пак кажам, значи ние имаме многу посериозни проблеми во кои што треба да ги решаваме. И плюс може да се прати кроз табулации. Значи некој ако е ЛГБТ плюс од оваа заедница, па толку за тие, толку за не. Ја би се играл со тие работи. Да, ма тоа играње во светот донесе до волк движењето кое што гледаме како полика завршува, така да. Па не завршува. Не би се занимавала со такви. Во секој случај, еве и тоа табу. Завршува до пред 15 години у Скопје, ако имаше пред 20 години Прайд, и ги тепаа, сигурно, сега луѓето најнормално се шетат. Се шетаат и си го изразуваат. Затоа што луѓето имаат други проблеми за решавање, имаат екзистенцијални проблеми. Пред 25 години имаме екзистенцијални проблеми. Луѓето па пак има многу понегативен став кон ЛГБТ+. Тоа е добро, значи како општество сме развиле свест и толеранција. Да. Значи сме напреднале. Апсолутно, апсолутно. Сме се цивилизирале. И сега мора да признаеме дека Зоран Заев има голема улога во село. Пробиено е тоа табу, меѓутоа пак ќе кажам, мене ми пречи фактот она што го зборувавме, дека требаше да ги одбијат неговите пари. Да, ја би ги одбил. По мене. Може Ама би добри, така се крадени од граѓаните на Македонија, така што се вратија повторно, нели, кај овие кои се граѓани на Македонија, ЛГБТ луѓето се рамноправни граѓани, кои имаат нерешени проблеми, пример. Социјален статус, пензии, не си наследуваат од партнерите и така натаму, тоа се озбилни животни проблеми кои ги живеат овие луѓе, за кои идната влада исто така ќе треба да бара решение. Еве, ајде да ги баталиме тие бракови, тие работи, но има некои работи кои навистина се проблем. Пример, ако вашиот партнер почине, вие сте хетеросексуалец, ќе наследите пензија. Ако сте геј, нема да наследите. Тоа треба тоа се големи проблеми и треба се. Ако имате партнер од странство, ќе добие државјанство. Ако сте хетеро, ако сте геј, нема да добие државјанство. Добро, кај нас и уште не е решен тој законски момент на законско склучување на брак, така да треба прво тоа да се реши. Па потоа да збориме за наследство, за пензии, за станови, за такви работи. Има доста работа, но Македонија е традиционално општество и тоа е процес кој што ќе биде малку поспор, веројатно, отколку во некои други западни држави. Но да, се подобрува ситуацијата, бидејќи толеранцијата расте, самите кажуват. Да. Веќе нема, никој не прави бауко тоа, не е веќе тоа табу. Во однос на законската легислатива има работа, но тоа ќе треба повторно да биде еден отворен, инклузивен, транспарентен процес во кој што ќе треба да се земат во предвид сите мислења на сите граѓани, не само на ЛГБТQ луѓето, туку и на оние кои што не се согласуваат со таквите некои решенија. Имаше обид претходнава влада, знаеме Мила Царовска што сакаше да направи во образованието и да ги внесен или тие родови прашања уште од градинка да пуштат да се зборат, а во меѓувреме Светска здравствена организација донесе одлука дека до 12 години децата не треба да бидат запознаени со тие теми и прашања, бидејќи повеќе ги збунува. Но како и се друго што направи оваа влада на СДСМ и ДУИ, претходна веќе, фала Богу, и тука ја утна работата и ги збуни децата. И сега учебници пак треба да се преправат, доправат. До душа овие не беа ни испечатени, не ни стигнаа да испечатат нови учебници, за среќа не ги испечатија. И ќе видиме како ќе се одвива понатаму работата. Што прави Македонија учебници? Печат. Не све се учебници. Не, учебници печат и последниве 8 години се печатат нон-стоп учебници, нови учебници. Иначе претходно си имаше стандард учебници кои што си беа. Они ги печатат, ама не ги стигаат до учениците. Невидливи беа тие учебници, но парите беа многу видливи. Да. Парите беа многу видливи. Ние имаме учебници кои се прават, не се гледаат, се плаќаат, ама не стигаат до никој. Ова е
некој сосем нов концепт на пред да учебникарство. завршиме, само да се вратиме, очекување од културата, од владата на ВМРО ДПМН е велика. Има големи очекувања. Културата треба да не само да ја оправи културата, која што е девастирана, туку има една голема работа, тоа е да го интегрира туризмот. Добро. Според мене, јас одамна зборам дека држава како Македонија со толку богато културно наследство мора да оди на интегрирана промоција на културата и туризмот, бидејќи ние можеме да живееме и да имаме многу, значи, економски пораст, особено на локално ниво, преку користењето на културното наследство во туризам. Да го земеме Скопје, еве го спомнувате Скопје неколку пати. Скопје има 8 можни рути, културни рути кои што може да опфатат 8 различни периоди на постоењето на градот Скопје. Значи рачунете дека населбата, значи населба во Скопје се најдени остатоци археолошки кај селото Урмар, мислам тука некаде, дека во Скопската котлина имало живот 6 до 8.000 години наназад. Тумба маđари. Значи, ако ги видиме сите тие факти, значи ние можеме само во Скопје да организираме 8 различни културни рути на 8 различни периоди. И со теми различни. Тоа е само за Скопје, а важи за цела Македонија. Сега, значи, таа интеграција на туризмот во културата, односно на културата во туристичката понуда, ќе бара еден сериозен пристап, една сериозна стратегија. Тоа е навидно вака, ке рече нека, па добро, тоа не е толку страшно, меѓутоа е страшно, бидејќи треба сите туристички агенции практично да пуштат да се занимаваат со промоција на македонскиот туризам, на македонското културно наследство, во насока на одржлив развој. Тука ќе треба да се вклучи локалната самоуправа, општините, поединци, невладиниот сектор, институции, значи е еден гломазен процес. Медиуми би, ние треба некоја пара да земеме. Е еден гломазен процес, но се надевам дека ќе биде завршен, ќе биде спроведен. И тука гледам, тука имаме сите многу големи очекувања. Од друга страна, исто така, очекувањата на народот се многу големи кога станува збор за култура и ВМРО ДПМН, бидејќи секогаш, како што кажавте, веќе ВМРО ДПМН обрнувало големо внимание на културата и имало навистина и големи и зошто да обрне, и зошто да се мисли така, затоа што ВМРО ДПМН секогаш внимава на таа национална култура, на таа национална уметност, па ако гледаме вака од областта на театарот, на музиката, само во време на ВМРО ДПМН се поставувале национални опери, национални балети, представи од типот на Вечната куќа, од типот на Александар. Видете, ние имаме во археологијата проблем. Еве сега убаво еден слушател вели, аквадуктот ни се распаѓа во Скопје. Значи се распаѓа, видите, од Јустинијан кој што е остаен. Пред аквадуктот се сликаше и Заев со Алагјозовски, се сликаше и Ирена Стефовска, се сликаше и Бисера Костадиновска Стојчевска со Димитар Ковачевски, сите се слика, но за време на кампањата аквадуктот го чистеше младинската акција за почиста Македонија, на кој што јас им се приклучив. Државата не мора да се мало прстеите го Скопско кале, туристичките водичи плачат. Немаше да ги однесат туристите горе, а има од времето на ВМРО, значи пред 8 години веќе, 2 музеи готови кои што требаше само да се отворат, сега се обраснати. Не се ни гледаат дека постојат на Скопско кале. Значи ние имаме многу свети места, многу, знаете како во светот сега се оди во таа насока, сторителинг, раскажување на приказни и интерпретација на наследството. И така сите си го градат, си ја градат приказната. Ние македонската приказна можеме да изградиме, бидејќи имаме многу материјал и една одлична подлога како да ја градиме. Но тука е министерството за да го интегрира, да го спакува тој производ, да ја спакува таа македонска приказна, да почнеме од одбележување по патиштата, да почнеме со тоа што ние немаме патоказ каде е Стоби, немаме патоказ каде е Хераклеја, немаме патоказ каде е Курбиново, немаме патоказ каде е Тумба маđари. Ние ако сме у Грција немаме патоказ каде е Македонија. Јустинијан е роден во Таур, едно од, како да кажам, значи тоа место треба да биде, не знам, да почне да се брендира уште од влезат во Македонија, Таурисиумот. Тамо нема човек, значи има многу работа. Има многу работа. Е таму роден. Видете, ние треба да ја продадеме приказната. Мислите дека во Турција што се
промовира, па се брендира, па се чекаат редови таму за некој базенче кај што се бањала Клеопатра, дека стварно се бањала Клеопатра таму? Не. Се продава Може приказна. се подзамила малку. Која што на дневно ниво собира по 10.000 евра. Слушам, некам да коментирам. Ама, ако може да се продаваат такви приказни, од еден камен да направиш приказна, зашто ние да не го направиме тоа? Зашто да не направиме приказна од соцев камен? Зашто да не направиме приказна од говедаров камен? Зашто не се направи пат на до Кокина? Зашто никој која влегува во Македонија... пропадна тонде така, стои таму влегла Маргарет Татчер. Да. Може тоа да направиме некаква приказна. Значи, од секакви работи се прават приказни. Има многу приказни. Ама таа приказна е брендира Македонија и луѓе доаѓаат и плаќаат за тоа. Ние Македонија што ќе продава море, имаме, немаме плажи, немаме. Ама имаме Охрид, ја имаме Преспа, имаме многу голема културна приказна која што можеме да ја понудиме и која што може да се врати прво на самите жители, на самото население и втора на целата држава, туристички инкам која ќе направите. Па Црна Гора како пркна? Преку туризмот. Преку туризмот. Значи сите Албанија како пркна? Преку туризмот најмногу. Ние имаме уникатни приказни кои што можеме да ги продадеме. Да ги понудиме на странци. Само треба да ги испромовираме, треба да ги избрендираме, треба да ги извадиме на површина. Јас повторно ќе кажам, не може ви кога ќе слетате во аеродром да пише на аеродромот во Скопје да пишува Welcome to Marlborough County или како пишува сега, не знам. Таму треба да не заслепат фотографии од Кокино, од Охрид, од Преспа, од Носи, од природни знаменитости, од културни споменици, од Шарена џамија, а не да нема ништо, да немате вие во моментов СДСМ тоа го направи, сите сувенирници во градов ги затвори. Нема каде туристите еден магнет да купат. А пази, веќе е препознаено, викендов бев по една друга работа во Охрид, преполне Охрид туристи. Преполне со туристи. Да. И замислете да се брендира тоа на велат уште подобар начин. Гробот на Зорба можеме да го направиме, еве. За едно грчко-македонско пријателство. Да. Се може да се направи. Родното Сите место на Јустинијан е него Таор. Таор не се гледа на првиот. И тој е образ. Првиот знак за Таор, знаете кај се наоѓа? Види. Кај пред влизот во Драчево. И тоа е менлива. Буквално пред влизот во Драчево се наоѓа првиот овакво дрвено под дрвен знак за Таор. И менлива работа. Не инфраструктура. Па знак за Бадар па и нема, таму е роден Нема. Исто. А тргнете кога ќе влизате во Србија, на пример, од старт ве бомбардира Јустинијана, значи ве бомбардира. Вински тури, вакви тури, онакви. Исто ние треба да се припремаме и за иднината. Еве уште еден пример. Еве, не, сега ќе ви дам, ние треба инфраструктурно веќе на аутопат да го врземе веќе и Муртино, затоа што за 100 години тоа ќе биде археолошки локалитет, местото каде што се родил Заев. Не Муртино. Да се разбереме. Ако веќе се зафркаваме, јас имам друг предлог за тоа. Мислам дека ни треба одбележувањето на патот Кича во Охрид да го прогласиме за културно наследство. Да, може, тоа е... Мислам дека сега транспорт и врски има способен кадар. Дајте тогаш и ово. Па не, да ги оставиме некои табли од Бехтел и Енка, например, што стојат, или од некои табли со години што стојат, па што се сликаше Заев таму, да ги оставиме како споменици кои што потоа ќе продават приказната на Зоран Заев. Пред да стане северна што било амбасадата и таа табла може да влезе во некако. Па јас ја ставив, јас ја извадив. Па сега. Така што ја чувам да ја предам. Значи сите овие работи можат многу да помогнат и затоа ги чекам многу работа министрите во оваа влада. Затоа што културата не е само на бројчаникот на Заев на Триумфалната порта. Тоа треба да се заштити со закон. И тој треба како културно наследство да влезе. Ви благодарам многу. Имавме одлична емисија. Почитувани слушатели, ја ви се извинувам што ми има некако на иронија удрено, некако дали од климава, дали од некои лични причини, така сум, сеедно ми е се. Морам да кажам дека нека е со среќа на новата влада, ние будно ќе ја следиме како што ја следевме и предходната, нема да ја дадеме 100 дена рок, затоа што во ера на интернет 100 дена не постојат. Ќе бидеме уште од првиот момент жестоки критичари и уште од првиот момент жестоко ќе ги следиме сите активности на новата влада, затоа што Македонија нема веќе време за пардон.